Општина Карпош е една од ретките општини која што даде поддршка на отварање на канцеларија за родители. Оваа канцеларија функционира овде во Основното училиште Јан Амос Коменски, а доаѓаат родители и ученици, значи од делот на основното образование од сите 10 основни училишта на територија на општина Карпош. Ова го работиме во соработка со Алтернатива, кој исто така ни обучија одреден кадар, кој што натаму како фасилитатори ќе даваат поддршка токму на оваа програма и поддршка со совети до родителите, како и на кој начин да ги воспитуваат своите деца, особено онаму каде што да речеме се јавуваат одредени проблеми уште од најрана возраст кај нашите најмлади жители. Според мене ние овој проект треба да го прошируваме. Треба што е можно досега повеќе од 120 родители се пројдени од септември навака низ оваа програма. Не е ништо срамота да се побара помош, нити пак ако некој дете или некои родители бидат известени или се замолат да ја посетат оваа канцеларија, се е тоа направено за добро на нивното дете. Ако ние на тоа дете му дадеме вистинско воспитување од најмала возраст, или ако ни се укаже на грешките како родители што ги правиме, или она што може да коригира тоа младо дете, секако дека тој ќе израсне или таа ќе израсне во еден извонреден млад човек кој што утре треба на плеки да го носи своето семејство, да се носи нормално предизвиците што ги има во животот и нормално да биде добар граѓанин на Република Македонија. Повторувам, овој проект не чини многу пари, мислам дека треба да го прошириме, наместо да доаѓаат родителите само во едно училиште, да видиме дали можеме и во повеќе училиште, и го оценувам како исклучително корисен и охрабрувам што е можно повеќе родители да ја посетат оваа канцеларија која што работи во среда од 5 до 7, значи 2 часа од прилика по 1 час се издвојува за еден родителски пар или ако е еден родител. Мислам дека во наредниот временски период многу повеќе треба родители да бидат вклучени во оваа програма и уште еднаш давам апел што повеќе родители да ја посетат канцеларијата, дури и ако не фали ништо во семејството, дури и ако не фали ништо во воспитувањето на детето или неговото однесување, убаво е да се дадат правилни насоки за вистински развој. Сметате ли дека овој проект треба да се спушти на пониско ниво, уште во претшколски установи? Како не? Секако, затоа што манирите, навиките, карактерот се создава уште од најмала возраст, нормално. И природата, генот си го прави своето, но тоа е едно младо суштество кое што како некој камен може да се бруси и мислам дека ова треба да го префрлиме во делот на градинките. При самото отпочнување на проектот во тек на минатата година, родителите беа многу ентузијастички го прифатија и се вклучија во групната програма што фацилитаторите ја понудија во секое училиште во општината и некаде околу 15 на родители во секој училиште учествуваа во програмата. Со тоа што таа е 5-сесијска програма, значи месец и нешто се одвива и сите беа многу вклучени и исклучително задоволни од нејзините ефекти и резултати и изразија голема благодарност и големо напредок во односите со нивните деца. Што говорат вашите информации во однос на тоа колку децата се подобрени со нивното однесување после посетата на родителите на овој центар? Па, во нашето истражување кое го спроведовме пред и по посетата, по учеството во програмата, резултатите на оние инструменти што ги дадовме, оние прашалници што ги дадовме, покажаа значителни подобрувања.
да не со јазикот на статистиката, да речам статистички сигнификантни подобрувања на ставовите и однесувањата на родителите во нивните воспитни практики секојдневно со децата, што резултира и со подобрување на однесувањето на децата. Бидејќи целта и на овие програми е всушност превенција на детските расстройства во однесување и превенција на злоупотребата на децата, односно начините кои што се казнувачки во однос на негативното однесување на децата. Тоа да се спречи на некој начин и да се научат, да се истренираат други вештини кои што даваат многу подобри резултати.